Со повеќе активности денеска во Македонија беше одбележан 7 мај, денот на полицијата и безбедноста и денот на баталјонот на воената полиција. Добре дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Одбележан денот на општина Петровец. Законот за трговија на зелените пазари итно да се донесе. Повеќе категории на граѓани ќе може да ги користат јавните огласи за вработување. Македонски средношколци дел од најдобрите за Европска Унија по повод Денот на Европа. Утре изложба на реномираниот унгарско-француски уметник Виктор Вазарели. Општина Петровец го прослави својот 16-ти роден ден, а по тој повод денеска беше пуштено во употреба новото фудбалско игралиште за мал фудбал во центарот на општината, а исто така беше организирана и крводарителна акција. Општина Петровец со повеќе активности го одбележа 6 мај, денот на општината. По тој повод денеска беше пуштено во употреба новото фудбалско игралиште за мал фудбал во центарот на Петровец. Игралиштето е со стандардни димензии за игралиште за мал фудбал, 40 на 20 метри, а зазема и дел од општинскиот двор од причина што младите од Петровец барале да се изгради фудбалско игралиште во центарот на Петровец. Општината во план е да изгради игралиште за кошарка во непосредна близина на ново изграденото игралиште за мал фудбал. Средствата за изградба на фудбалското игралиште се целосно обезбедени од буџетот на општина Петровец и се во висина од 3 милиони динари. Работиме со една единствена цел, значи да го направиме ова место, значи ова е во центарот на Петровец, значи ќе прерасне во едно катче каде што ќе може да спортува, да рекреираат од најмала возраст до највозрастна возраст, зашто овдека осем фудбалски терен, значи во непосредна близина имаме значи детски забавен парк, исто така за 2 до 3 недели ќе имаме свечено пуштање на игралиште за баскет, а одма значи понатака значи веќе изградениот плоштад каде што ќе можат и повозрастите да се дружат, да се забавуваат. Општина Петровец со забрзани чекори се движи напред. Мислам дека станува збор за одлична инвестиција, се работи за исклучително квалитетна вештачка трева, која што воопшто не треба значи посебно да се одржува, треба да се пази да не се оштетува, но која што и на сонце и на снегови буквално се може да издржи најмалку 5 години. Во полна смисла и со полно срце можам да кажам дека денот на општина Петровец 6 мај се одбележува онака како што општина Петровец изминатите 4 години функционираше. Општина Петровец во изминатиот период изгради 2 фудбалски стадиони во Петровец и Долно Куњари, 2 фудбалски игралишта во Горно и Средно Куњари, 4 детски забавни паркови во Петровец, Ржаничино и Сушица, а во иднина се планира да се изградат вакви детски игралишта и во сите поголеми населени места. Во основното училиште Кочо Рацин во Петровец во тек изградба на спортска сала и 2 тениски игралишта. Општина Петровец ќе продолжи во иднина со инвестирањето во спортот и младите, како и организирање на спортски надпревари и дружење на младите преку други културни манифестации. Општина Петровец по повод денот на општината организираше и крводарителна акција на која одзивот на граѓаните беше голем. Пресконференција во Стопанската комора на Македонија одржа организаторите на пазарите, кои побараа итно да се донесе законот за трговија на зелените пазари и да се стави ред со дивите пазарџии, според кој државата годишно губи до 800.000 евра. Томислав Атанасовски. Организаторите на пазарите денеска на пресконференција во Стопанската комора на Македонија побараа подитно да се донесе законот за трговија на зелените пазари. Со тоа ќе се реши статусот на тезгаџиите кои ќе се самовработат и ќе си го регулираат пензиското и здравственото осигурување. Воедно ќе се надмине проблемот со дивите продавачи кои најчесто се надвор или околу пазарите. Зелените пазари се мотор за локалната економија и земјоделското претприемаштво. Освен што возможуваат продажба на свежа храна, имаат и културно-историско значење, изјави Благој Дивитаров, председател на групацијата за пазари при Стопанската комора. Ние тргнавме со управа за приходи на оден начин да регулираме таа материја во некој сразмер со таксата што пазаришна што ја плаќа за купецот на тезга пазари. Значи, колку плаќа повисока такса, толку има и повисок паушален данок. Меѓутоа, генерално беше да тој данок се движи на годишно ниво негде од 3 до 15.000 денари по тезга. Меѓутоа, веројатно сте во управа за приходи не е то до крај
работено изрегулирано, така да се случува да за иста дејност, за иста површина на тезга добиваме различни износи на паушал, што сметам дека секако во наредниот период ќе се регулира. Седно дали со одредено снимање на прометот или ево како што е доста добра, да речем параметар, висината на закупнината на тезгите и сразмерно на тоа да се одредува некој паушален данок. Затоа што секако пазари кај што има повисок промет, кај што има подобри тезги, се и таксите за користење на тие тезги повисоки. Уредена е значи регистрацијата, кои субјекти може да се регистрираат за трговија на зелените пазари и меѓу другото значи како ќе оди самата постапка. Се издава решение од страна на централниот регистар по барање, односно по аплицирање од страна на заинтересираните субјекти што ги исполнуваат условите да може да ја вршат таа трговска дејност. И така, после добивање на решението, веќе се пристапува понатамо во процедура на изготвување на договор, по основ на кој, како правен основ, они би можеле да заседнат на тезгата и да почнат да продават и да ја вршат дејност. Значи, нема лиценција, има решенија. И меѓу другото, во самите договори идни што ќе ги подпишуваат организаторите на зелени пазари со корисниците на тезги, ќе мора како задолжителен елемент во самиот договор да стои бројот на решението кое што е издадено од Централниот регистар. Додека евиденциите пак на регистрирани субјекти за вршење на трговија на тезги на зелен пазар ќе ги води Министерството за економија. Сега кај тезгаджиите, односно продавачите на тезги на зелен пазар, овој закон треба да уреди, односно да им каже кој може да продава на зелен пазар. Значи, трошоците ќе им се намалат со само до тоа што плаќаат паушал, данок, а не водат трговски книги и не носат завршни сметки, не ангажираат сметководители, тоа се придобивки во поглед на трошоците кои што они буквално ќе ги одбегнат. Во Македонија има околу 20.000 тезги, а од дивите продавачи државата годишно губи до 800.000 евра. По основ на паушален данок што го плаќаат тезгаджиите кон управата за јавни приходи, во буџетот се слеваат околу 1,5 милиони евра. Дополнително и организаторите на пазарџиите по основ на ДДВ придонесе за вработените и други давачки уплатуваат повеќе милиони евра. Од тука вкупниот приход во државната каса од работата на пазарите е 5 до 6 милиони евра. Пазарџиите наместо лиценци, согласно предлог законот, ќе добиваат решенија по принцип на регистрирање. Лицата пак кои произведуваат помали количини овошје и зеленчук во домашни услови, а вишокот го продаваат на пазарите, тоа ќе може и понатаму да го прават, но со претходно склучени дневни договори за период од најмалку 1 или 2 месеца. Од 8 до 12 мај втора година поред се одржува пролетен Веро Винофест под отворено небо пред Вероцентарот, каде посетителите ќе имаат уникатна можност на едно место да се запознаат со вкусовите на домашните вина, да дегустираат и уживаат во овој 5-дневен фестивал посветен на виното, храната и музиката. Покрај можноста да се запознаете и да ги дегустирате вкусовите на сите домашни винарници, за атмосферата да биде комплетна ќе се погрижат и бројни актуелни музички бендови кои ќе имаат своји настапи. Минатата година на овој фестивал на едно место беа собрани 10 домашни производители на вина и 4 различни производители на сирење и совомеснати производи. Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски и директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски ги презентираа новите мерки од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2013 година. Елизапета Дамјановска. Врз основа на оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2013 година и програмата за работа на владата, денеска Агенцијата за вработување на Република Македонија објави повеќе јавни огласи. Јавен оглас до невработени лица за вработување со субвенционирање, субвенционирање на вработување на деца без родители и родителска грижа, како јавни огласи за кредитирање на невработени лица и кредитирање на правни субјекти, микро и мали предпријатија. Министерот Спиро Ристовски појасни дека јавниот оглас за невработени лица за вработување со субвенционирање се однесува на две категории евидентирани невработени лица. Првата категорија се лица кои што потешко се вклучуваат на пазарот на трудот, како што се корисниците на социјална парична помош, родители со 4 и повеќе малолетни деца, лица на возраст од 30 до 49 години, млади брачни двојки со или без деца до 45 годишна возраст, возрастни лица од 50 до 59 години, корисници на паричен надомест по основа на невработеност,
како и долгорочно невработени лица, кои над една година се евидентирани во Агенцијата за вработување, а имаат најмногу 29 години. Финансиската поддршка за работодавачите за вработување на невработени лица од наведените целни групи опфаќа исплата на бруто плата во износ од 13.000 денари месечно за едно невработено лице за период од 6 месеци, со обврска работодавачот да го задржи на работа најмалку уште 12 месеци, односно вкупно 18 месеци. Втората категорија се евидентирани невработени лица од неколку други ранливи групи, како што се жртви на семејно насилство, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на улица, самохрани родители, роми, осудени по отпуштање од казнено-поправната установа и други категории на граѓани. Финансиската поддршка за вработување на овие лица опфаќа исплата на бруто плата во износ од 14.000 денари месечно за едно невработено лице за период од 3 месеци, а партиципацијата на трошоците, согласно тоа и партиципација на трошоците за прилагодување на лицето во работниот процес за период од 6 месеци, со обврска работодавачот да го задржи на работа најмалку уште 12 одици. Вториот оглас е наменет за ангажирање на лица, односно деца, на лица кои што имаат статус на деца без родители и родителска грижа. Финансиската поддршка за работодавачите за вработување на овие лица предвидува нивно стимулирање преку обезбедување на плата во висина од минималната плата, утврдена согласно со закон за минимална плата, и тоа 100% во првите 12 месеци, а во следните 12 месеци 100% од износот на минимална плата во нето износ и 50% од придонесите за задолжително социјално осигурување. Третиот оглас, сите оние кои што сакаат да бидат дел од овој проект, треба најмалку една година да се на евиденција на невработените лица на Агенцијата за вработување или најмалку 6 месеци на евиденција на невработени лица во Агенцијата за вработување доколку припаѓаат на посебни целни групи кои за дејности од помал обем за ново отворено работно место по 3.000 евра, при што ќе се финансираат најмногу до 3 работни места, односно до 9.000 евра. За дејности од поголем обем за кредитобарател од 5.000 евра, а за секое ново отворено работно место по 3.000 евра, со што најмногу за 5 работни места ќе може кумулативно да се оствари поддршка од државата во износ до 17.000 евра. Четвртата мерка или четвртиот оглас се однесува на проектот за кредитирање на правни субјекти, микро и мали предпријатија за отворање на нови работни места. Пријава може да достават микро или мали предпријатија кои што се регистрирани најмалку една година и имаат најмалку 2 вработени лица, минимум 3 месеци пред денот на објавување на овој оглас. Тие исто така се должни да не го намалиле бројот на вработени во последните 6 месеци. Директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски нагласи дека претходните програми за вработување резултирале со 60% на успешност, а се повеќе се пријавуваат кандидати кои сериозно го сваќаат бизнисот. На успешност се движи некаде околу 60%, значи меѓу 55 и 60%, варира од година во година. Инаку во последно време кога ги сменивме условите, останокот на бизнисот е поголем бидејќи самата селекција на компанија е многу поквалитетна, односно оние што аплицираат се вистински оние што сакаат да работат, а не дека слушнаме дека не треба да ги враќаат парите. Можноста за решавање на најважното прашање за секој поединец, обезбедување на работен ангажман, а со тоа и екзистенцијални услови, ќе заврши на 20 мај, додаде Спиро Ристовски. На 8 и 9 мај македонски средношколци ќе бидат дел од манифестацијата Најдобрите за Европската Унија по повод Денот на Европа. Серија настани ќе се одвива на повеќе локации во центарот на Скопје и вклучува театарски представи, улични перформанси на музика, танц, мода, изложба на фотографии и фестивал на кратки филмови. Ивана Митковска. Најдобрите средношколци од градот Скопје од иницијативата Ние сме најдобри 2012 ќе бидат дел од манифестацијата Најдобрите за ЕУ, посветена на Денот на Европа 9 мај. На 100 средношколци во серијата настани кои ќе се одржуваат на 8 и 9 мај на повеќе локации во центарот на Скопје. Ќе ги покажат своите квалитети низ различни улични перформанси на музика, танцови, мода, изложба на фотографии, театарски представи и фестивал на кратки филмови. Перформансите во сите категории се инспирирани од културата и традициите на земјите членки на Европската Унија, како и од европската визија на средношколците. Центарот за креативен развој во соработка со повеќе организации, значи во соработка со градот Скопје, со Зоолошката градина, со
со спомен куќата на Мајка Тереза и многу други организации под покровителство на Европската унија го организираме овој настан и манифестација на која што ќе земат учество многу средношколци од средните училишта на нивото на град Скопје. Средношколците ќе изведуваат точки од 6 дисциплини, значи од мода, од театар, музички аспект, значи соло пеење и бендови ќе има, како и ќе има значи и стендап комичари, значи се она што може креативно да се изразат самите себе. Проектот Најдобрите за ЕУ е финансиран од Европската унија и е дел од програмата за Денот на Европа 2013. Серијата настани се организирани во соработка со Универзалната сала, градот Скопје, Македонскиот народен театар, Кинотеката на Македонија, Зоолошката градина Скопје, Градскиот трговски центар, Спомен куќата на Мајка Тереза и проектот Скопје се сеќава на 16 јули 1963 година. Манифестацијата ќе биде отворена утре во 20 часот со европската премиера на средношколскиот театарски проект Буре Барут и Љубов и смрт, во кој учествуваат ученици од средните училишта Панче Караѓозов и Цветан Димов. На 9 мај средношколците ќе настапат во повеќе културно-уметнички жанрови: музика, танц, мода, театар на градскиот плоштад во Градскиот трговски центар и кај спомен куќата на Мајка Тереза. Во текот на денот на 9 мај во Зоолошката градина исто така ќе бидат изложени детски цртежи на животни, маскоти на земјите членки на Европската унија, додека вечерта со почеток од 20 часот. Во Кинотеката на Македонија ќе се одржи фестивал на кратки филмови и изложба на фотографии подготвени од скопските средношколци. Бензинот од 98 октани поскапува за половина денар. Цената на дизелот не се менува. Регулаторната комисија за енергетика ги утврди новите цени на горивата кои ќе стапат во сила од ноќеска на полноќ. Малопредажните цени на Евросупер 95 евро дизел и екстра лесното масло за домаќинство не се менуваат. Малопредажната цена на Евросупер 98 се зголемува за 0,5 денари за литар и изнесува 80 денари. Малопродажната цена на мазотот се зголемува за 0,558 денари за килограм и изнесува 40,801 денар за килограм. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период изнесуваше 101,66 долари за барел и е за 0,39% повисока од просечната цена на суровата нафта. Додека пак курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот 14-дневен период изнесуваше 47,253 денари за долар и е за 0,18% повисок од курсот на доларот по која беа формирани тековните цени на нафтените деривати. По повод Денот на Европа, утре ќе биде отворена изложбата на реномираниот унгарско-француски уметник Виктор Вазарели. На изложбата ќе бидат изложени околу 70 уметнички дела. Андријана Димитриевска. Остен по повод Денот на Европа 8 мај заедно со делегацијата на Европската унија, Унгарската амбасада и Францускиот институт Скопје ќе ја отворат изложбата на реномираниот унгарско-француски уметник Виктор Вазарели, таткото на оп-арт правецот на уметноста. На оваа изложба ќе бидат изложени околу 70 дела на овој светски познат уметник, од кои 3 цртежи, 4 дела со комбинирана техника, 5 скулптури и голем број на сериографии. Во главно творештвото на Вазарели припаѓа на уметничкиот правец оп-арт или оптичка уметност, што представува творештво засновано врз интеракцијата помеѓу реалната слика и имагинацијата, создавајќи уметност преку оптички илузии. Инаку Виктор Вазарели е еден од столбовите на современата уметност. Неговото творештво е од огромно значење не само за уметноста, туку и за развојот на целокупното општество, еволутивно на неговата рана графичка уметност, па се до неговото определување да промовира уметност достапност за сите. Извршниот директор на Остен, Корелија Конеска, рече дека Остен ќе продолжи да презентира на светски имења од светот на уметноста, кои се составен дел од колекцијата на Остен, но најголем предизвик е нивно представување како постојани поставки во рамките на музеот на цртеж. Заедно го прославуваме Денот на Европа со французите, со делегацијата на Европска унија и секогаш во
сме свикни кога можеме во смисол на соработка да направиме заеднички проект. Целиот проект е возможен затоа што Остен во својата колекција има 90 дела на вазарели од колекцијата на Тибор Чепеи, Будимпешта, кој беше носител на наградата Светското културно наследство за колекцијата на Виктор Вазарели во рамките на 37-та светска галерија на Цртеж Скопје 2009 година. Во продолжение на урбаните вести, информирајте се за дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје. Во градското кино Милениум вечерва со термини од 20 часот и 22 часот ќе имате можност да ја погледнете 3D проекцијата на филмот Железниот човек. Вечерва од 20 часот во Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија се отвора интернационалната детска ликовна изложба Лидице. Во организација на Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија и амбасадата на Чешка во Македонија. Изложба Сликарски Великден во организација на НЛБ Тутонска банка и Асоциацијата за култура ИКОН се одржува вечерва во изложбиниот салон на НЛБ Тутонска банка. Во културно-информативниот центар Скопје изложбен салон Империјал од 20 часот се одржува изложба на слики од Дардан Ахмети. Во Музеот на современа уметност се до 31 мај трае изложбата на Хенри Мур графичарот. Изборот на уметнички дела за оваа изложба на современа уметност е направена од Дейвид Мичинсон од колекцијата на Британскиот совет. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Леброн Джеймс од Мајами Хит по 4ти пат ја освои наградата MVP најкорисен кошаркар во NBA лигата. Актуел. Милчо Манчевски доби почесен докторат од Московскиот филмски универзитет. Леброн Джеймс од Мајами Хит по 4ти пат ја освои наградата MVP најкорисен кошаркар во NBA лигата. Спортските вести следуваат веднаш по рекламите.